Една од спецификите по 30 и кусур години независност е податокот дека во владиниот кабинет нема ниту еден министер од Штип. Таа очигледна предност веднаш ја користат нивните најголеми гастрономски опоненти, со ситни подметнувања околу веродостојноста на еден од специјалитетите. Ако нарачаш пита, ти носат пита со 2 яйца внатре, во питата некој Штип без яйца. Сега бев на штипска пастрамалија и пита без яйца. Тоа штипски изуме, во кое што се вика пастрамалија, а при тоа нема пастрама во незе. Се позначителното отсуство на мевце во оброците е тема за која се грижат синдикатите. Нивните очекувања ситуацијата да се подобри не се остваруваат, па затоа малициозно контрираат на владината кампања за успешноста во првите 3 месеци од преземањето на функциите. Не би коментирал во првите 100 денови што се случи, меѓутоа тоа што можем да го кажеме дека утре ќе биде постои првиот ден од новата влада и повторно нема да биде ништо сменато. На премиерот не му се брза, вели дека треба да се тера колај, без брзање, ама неговата математичка анализа е конфронтирачка, бидејќи иако евидентно има можност, тој сепак крати по половина од предвидениот ритам на движење. Мора да сме на земја, тивко, подобро половина чекор напред, отколку 3 напред, 2 назад и верувајте тоа веќе се чувствува. Не чувствуваат сите, еврофилите се разочарани од одвојувањето од Албанија. Пригодата да станат допадливи веднаш ја користат љубителите на евроазиското сојузување. Русија е единствената слободна словенска држава. Таа е единствената силна нуклеарна сила словенска држава. Таа е единствената држава која што може да ги ослободи другите Словени од западното англосаксонско робство. Помеѓу од нив се левичарите. За нив е прифатлива дел од аргументацијата, но тие не би играле на пактови, туку директ би се поврзале со поранешните колонии во Тито Насер Нехруовата организација на неврзаните. И улогите веќе се надзираат. Тука ни треба некој нов Тито, веројатно, да процени ситуацијата и да знае кон што цели. Изборот на Мицко Филипче. Како нов Тито? Па не знам сега, јас сум по убедување како Тито, меѓутоа дали сум нов Тито, ќе оставиме времето да покаже. И на краја, некој, како поранешните Титови омладинци, не можеа да чекаат, па веќе имаат изграден став околу тоа што значи дружбата со левичарите. Па, да кажем, да најдам прав збор, некои работи се као кога идеш со деца на бања, па сапунот ќе ти падне доле. Секој има своја верзија за децата и за бањата. Како и да е, некој ќе го јаде. Од или сапун.